Да, се враќаме во емисијата, како што кажавме. Тука го имаме господинот Лазар Еленовски, кој меѓу останатите функции кои ги има вршено и поранешен амбасадор на Македонија во Брисел, поранешен министер за одбрана, па и пратеник и така натаму. Да, не бевте пратеник? Да, не бевте. Господин Еленовски, добре дојавте во студиото. Сакам на почеток да ве прашам, интересно е бидејќи веќе полого време не се појавувате во јавноста, ве нема. Почнавте во последните месеци, имавте некој интервјуа, имавте некоја колумна, но сепак тоа е едно не толку активно учество. Еве за почеток на разговора да ве прашам зошто? Добро, благодарам на поканата најпрво, ви поздравувам и телевизијата и гледачите. Точно дека полог период до 2011, значи ја од 91-а, крајот на 91-а до, да кажам, 2011 бев многу активно политички ангажиран на македонската политичка сцена. На еден начин, значи во тие 20 години, пошто почнав на еден начин од 19-20 години, цел процес на и партиска политика и внатрешна политика, така да кажеме. Го поминав цел тој процес, после 2011 се повлеков на еден начин и продолжив во дипломатија. Меѓутоа се уште на некој начин активно комуницирајќи со политичката структура во државата. Сега, после 10 години, за жал, ова што се случува во државата, мислам дека само не поразува сите. Сите што мислиме нешто добро и што биле дел од некаков политички систем, ако треба да го заокружиш ангажманот политички на личната кариера, може да биде само пораз, бидејќи Македонија денеска е многу полошо отколку што некогаш била. И во тој дел почнав одредена од тоа искуство што сум го сорбал сите овие години и внатрешно политичко, меѓутоа и надворешно политичко, бидејќи ја во надворешната политика активен сум веќе 25 години. Од 95-та формирање на првата евроатлантска младинска организација преку Евроатлантски сојуз. Секојаш линкот мој со НАТО мислам дека е познат на јавноста и тоа останало до денеска, тој афинитет на еден начин. И мислам дека ова во која состојбата во која што се наоѓаме, не можеме да бидеме задоволни. Да состојбата на крај генерира дека ние главен проблем го имаме со внатрешните состојби, односно уште подиректно со самата наша влада. Бидејќи владата, може ќе поразговараме подоцна, е таа што не испорача резултати, таа што е учесник и на крај посредник на се ова што се случува во цело ова функционирање на државата. Добро, зошто мислите дека во последниве, како што кажавте, 10 години состојбата многу полоша од порано? Па еве видете на пример, може да идеме од област до област. Еве видете во судството што се случува. Јас знам 90-тите или почетокот на новиот милениум, судството на некој начин функционираше. Колку и да сака некој да го направи некаков рецидив на претходниот систем, сепак имаше систем кој што функционираше. Ова денеска е разјадено, политиката е масовно влезена во судството, не дека друг пат немало влијание, меѓутоа сега е масовно до тоа да се кочат, заостаруваат предмети, клучни предмети во борбата против корупцијата, тоа ни е најголемата болка. И тоа е претежно политички мотивирано. Мислам дека не се јасни некои врски како се случуваат некои предмети да застанат до ова, да не кажам, скандалозно усвојување на новиот казнен закон во кој што прелета преку ноќ. Мислам, нормална и влада со која што сакаме да изгледа Македонија како демократска држава, треба да има демократски капацитет. Сите процеси треба да ги гради на еден сосема поинаков начин. Не на база на неискреност, на база на сокривање на процесите во однос на вашите граѓани и случување на работите преку ноќ. Тоа се случува цело време, ако гледате, тој стил на владата да не гради консензус поширок во оваа држава, да не вклучува ни јавноста, ни опозицијата, се случува во секое поле. Од ова што ги спомнавте уставните промени како еден клучен предизвик за нас за европската интеграција, преку казнениот закон, Бехтеленка процесот, сите работи се случуваат во последната секунда,
колку да не се воопшто транспарентни, нема никаква транспарентност во работата на владата, зборам за клучните процеси, и после сакате и јавноста и опозицијата да се вклучи и да ви даде поддршка. Не може така не се гради. Да. Добро, ајде, ова се некои од работите кои ги кажавте за кои ќе разговараме поединечно во разговорот, суство, корупција. Еве да почнеме со уставните измени. Тоа е, како што кажав, едно од најгорливите прашања околу кое гравитира сега целата политика, па и велат дека и измените на кривичниот закон се прават поради уставните измени, дали е така, дали не е, не знаеме. Тоа е уште потрагично ако е така, нели? Да, се разбира ако е така дека е. Еве прво едно генерално прашање за вас. Како ви изгледа вас како на искусен политичар ситуацијата, бидејќи имаме една состојба каде што опозицијата цврсто вели дека нема да прифати уставни измени, си ги кажуваат своите причини зошто нема да прифатат. Од друга страна, власта е прилично убедена дека уставните измени ќе успеат, па во еден момент премиерот Ковачевски дури и кажа, вели, ќе имаме 118 пратеници кои ќе гласаат за уставните измени. Добро, тоа е негово лично мислење. Во најавата многу добро кажавте дека овој процес на уставни измени владеат во државата, што не би требало да се случува. Ова влада е концентрирана токму година и кусур само на тоа. Ние не гледаме никаква друга работа во однос на нив. Значи, вие ако сте влада, вие градите многу други процеси има во оваа држава. Да не кажам дека за европската интеграција не е ова клучно. Ние до прва имаме многу предизвици. Соочувајќи се посебно со рак-раната на македонското општество, корупцијата, владата мисли дека некој друг треба тоа да го прави. Не презема скоро ништо. Напротив, ви доаѓаат апели, црни листи од стратешките партнери, они ништо не преземаат. Не видовме дека некоја акција направи некаков план. Проблемот е, затоа реков, и во тие услови кога не знаете во случајов ние навистина имаме влада која што не знае како треба да работи, како треба да ја води државата или да ги гради институциите на системот. И они се фатени само за уставните промени и мислат дека само низ уставните измени ќе може да стигнат до наредните избори до еден некаков позитивен резултат. Бидејќи веќе мислам дека е апсолутно јасно дека последната година сите партии се преориентираат конечно кон самите избори и тоа им е главната идеја водилка во однос на промените. Ако поминат промените со сите притисоци, тоа ќе биде нормално добро за власта, нели? Они ќе имаат со што да се китат. Ако не поминат промените, со што ќе иде власта во кампања, например, во изборната кампања, немаат ништо направено, ништо изработено. Кажете ми еден објект што е изграден во овие 7 години. Претходно нели се обвинуваше политиката на Груевски, ние може да кажеме за дел од тие непродуктивни расходи дека не е одобрено, меѓутоа многу работи што се изградија, едноставно градеа, работеа. Други се дополнително зборам криминали, корупција, све и свашта, меѓутоа се работи. Се подигна нивото, посебно во погледот на економијата, со економските зони. Овде 7 години ние немаме ништо. Они се фатени за тој процес, а и сами не знаат како да го тераат. Само ќе ве подсетам, јавноста ќе ја подсетам, премиерот, бившиот премиер Заев, сите се сеќаваме на легендарна слика во авиончето 2018 кога прогласи дека ќе почнат преговорите моментално. 5 години помина, а они се на власт. Не може они да после се случи едно, се случи друго. Вие кога последно во надворешната политика не е како дома. Мислам, треба да бидете свесни за сите ризици со кои што може да се соочите. Но кој е вашиот став? И сега не можете се извинам, не можете вие да обвинувате опозицијата која вие целосно сте исклучили од процесот, комплетно недемократски. Тоа невозможно е вакво поведение на влада во една европска држава да се случува. Одма ќе падне, ја ви кажувам. Не може она да иде да прогласи, да договара документ меѓународен, да се обврзи за меѓународен документ, за меѓународна обврска некаква, да преземе, и тоа не само со една држава. Они презема, испадне некој тип на гамбитна стапица. До сега имавме проблеми само со Бугарија, нели? Претходно 30 години имавме само со Грција и со никој друг. Они презема обврска, зборам за уставните измени, францускиот предлог. Тоа е обврска со Европска унија. Ја не знам кој паметен таму можеше да свати дека вие уствари ја поместувате целата логика и целата тежина од билатерален спор во спор со Европска унија. И сега наметнува дека некој друг го кочи процесот. А они ги направија сите стратешки грешки во
периодов, не го поделя документот до самото подпишување до Софија лани во јули кога подпишува министерот за надворешни работа, ние скоро и да неавме. Организира 1,5 ден некаква квази јавна дебата. Мислам, апсолутно самиот начин на поведение на владата направи огромен револт прво во народот. ВМРО, ДПМН, политичка партија, на 6 месеци пред изборите сигурно нема да ризикува да подпишува нешто за кај што ќе изгуби огромен број на гласови. Да, но господин Елиновски, во поглед на тоа, на француско-германскиот предлог, или на францускиот, како што се вели тривијално... Француски-германското сега има друг предлог, нели, за Европска унија. Да, како што се нарекува преговарачката... И тоа поддржано од Германија, апсолутно. Да, како што се нарекува преговарачката рамка, всушност, тоа е сепак став на Европската унија. Став е, да. Тоа е став на Европската унија и сега владата. Да, без да се консултира со народот и со политичкиот фактор, без да изгради консензус. Ние за жал после 30 години се уште не можеме да градиме. Да, но тоа е истата, ајде да речеме, политика од минатото каде што владата да го одбиеше, не може ништо да се случи. Ке останавме тука повторно закочени. 5 години. Не, чекајте, затоа ве потсетувам. И прифати се прифати од 2018 каде сме нигде. Веќе не знам да го тераат процесот. Тоа е проблемот. Ние немаме луѓе кои што они мислат дека пиар е само терање на процес. Добро, не ве конкретно за овој предлог, за оваа преговарачка рамка. Сега зборувам. Значи, оваа преговарачка рамка сега е донесена, така? Но таа е став на Европската унија. Видете, вие ако сакате се да прифатите, утре ако сакате да не бидете држава, тоа ќе кажат, овие не сакаат да бидат држава и тоа ќе биде став на Европска унија. Ако сакате све да распродадете, така? Тоа е ваш став. Вие се согласувате, затоа е ставот на што е продадено со што е многу се повторува тоа, да, многу се повторува тоа. Не, карикирате, но многу се повторува. Што е продадено со преговарачката рамка? Преговарачката рамка е продадено што не знаеме што ќе се случува понатаму. Ако сакате да појаснам, нема еден човек што сум слушнал во државата дека е против некакво вклучување на бугарите во уставот. Онака. Мислам, збориме за последниот попис 3.500 луѓе. Тоа е единствениот услов кој е фиксен во преговарачката рамка. Тоа е единствениот услов за почеток на преговорите. Ние сме на сам почеток на преговори. Во секоја држава траат по 10 години преговорите. За Турција трае 40 години. Така во сите тие услови таму за таа преговарачка рамка, која што ја подпишаа они без да се консултираат со народот, таму може, ако се однесува Бугарија вака како што се однесува, кај што дали го негира македонскиот идентитет во принцип, тоа е суштината. Они можат на секоја запирка да прават, да стават извичници. Но тоа го можат господин Елиновски со било која преговарачка рамка. Мислам, кој може тоа да го спречи? Ја не го велам не. Кој може да спречи Бугарија или некоја друга земја да ја блокира Македонија за било што? Апсолутно, како што не блокираше Грција. Меѓутоа, сепак Бугарија во Европска унија не е Грција. Бугарија има многу помала тежина политичка, отколку една Грција што имаше. Грција беше борба на Давид и Голијат. Веќе станува збор за второ светско лоби во светот после еврејското. И да не зборам за други ефекти во последно време. Да, но видите сега. Меѓутоа, знаете што, со Бугарија начинот на настап на владата го изиритира и народот и нормално и опозицијата. И сега ние, затоа реков, пред 6 месеци ние не велам дека некоја наредна влада нешто кузне што ќе смени. Меѓутоа, главен проблем во оваа држава, мислам, тоа ќе си го кажат, ја верувам, и резултатите на изборите, е дека владата не верува на оваа, народот не верува повеќе на оваа влада и не сака да дава мандат да тера било каков процес. Друга влада која ќе дојде, се надевам конечно со демократски капацитет, ќе може да го тераме процесот и да има некоја поширока поддршка. Иначе ви реков, во рационален дел никој нема ништо против некоја група. Македонија е мултиетничко општество. Да, но господин Елиновски сте били ви амбасадор на Македонија во Брисел, знаете како функционираат и преговорите, и преговарачкиот процес, ги знаете механизмите. Можно ли е Македонија да добие гаранции дека никој нема да ја блокира во следните 10 години дека гаранции не може? Дали е тоа можно? Не можеш да добиеш гаранции. Па што не е можно тогаш? Ама затоа ви реков. Не, чекайте. Каде е проблемот? Што вие знаете дека не можете да добиете гаранции? Проблемот е што оваа влада, ви кажам, оваа влада е неспособна, неискрена и да не зборам дека има бројни коруптивни скандали и народот не и верува. Да, но тоа е друго прашање. Не, затоа сакам да дојдам. Не можете вие години кусур само да зборите за ова, ништо друго да не работите. Значи, насите главни предизвици ќе бидат со нас самите. Значи, какво е судството,
каква е државната администрација, како се трансформира самото општество. Имаме илјадници проблеми. Ние вака само ова да го подпишеме, нема држава во Европска унија која што Македонија ќе ја прими да влезе во Европска унија сега како што изгледа. Го знаеме тоа, се разбира. Некој треба тоа да го сработи. Тоа не е спорно, но сега зборуваме конкретно за не преговарачката рамка. Не можете вие да исклучите нешто од се друго заедно. Ви реков, на 6 месеци пред избори сме, целата клима, гледате и сите овие најновие што спомнавме скандали, се врзани со тоа. Сите очекуваат дека изборите треба да го дадат резултатот. Ја верувам и затоа и логично дека опозицијата притиска да има предвремени избори. Власта не дава и нормално ќе има другата година. Не е тоа спорно. Тоа е тоа. Меѓутоа, резултатот дека во државата скоро ништо да не функционира како што треба. Ево, гледате, здравство, гледате... Добро, мислите ли дека, гледајќи политичката слика и односите во парламентот, како што кажав, уште еднаш да се навратиме на тоа, ќе успее да се постигне некаков консензус или сепак дека власта ќе се обиде да дојде до уставни измени преку моделот на Преспанскиот договор. Значи, тоа би било трагично. Дел од пратениците на ВМРО да помене да гласат. Да. Тоа ќе биде уште еден срам голем за оваа држава. Колку и да сакаме ние, тие последици се осеќаат и остануваат. Тогаш нешто било завршена работа, ама еве кажете ми, Преспанскиот, за жал денеска, кој реално, колку процент од народот го прифаќа резултатот од крај на Преспанскиот со промена на уставното име. Тоа е главната болка во оваа држава. Што не може да кажете дека сте македонец или не може да кажете дека сте од Македонија, нели? Каде не може да кажете? Па било каде. Зошто? Па еве кажете ми кај пишува Македонија. Зборам во државна форма. Сега пишува Северна Македонија. Колку од народот го прифаќа тоа? Не, зошто не може да кажете дека сте македонец, не разбирам. Не, зборам надвор треба да кажете дека сте од Северна Македонија. Па добро, од Северна и од Југославија сте кажувале, па сте биле македонец, не разбирам што е проблемот. Зошто не може да кажете дека сте македонец? Не викам дека бидејќи и тоа исто така се цело време се повторува, а апсолутно не е точно. Тоа се повторува, може од опозицијата. Збориме сега тука за како ќе стигнеме ние до консензус и до некаков заеднички резултат. Значи ако они се обидат повторно така да, мислам дали е тоа начинот, видите, јас 30 години работев на интеграцијата на Македонија во НАТО. За мене е поразително и срамно Македонија на крај да влезе во НАТО. Ја гледам НАТО како организација на вредности. Секој различно ја гледа, има многу што се против. И тоа ја така ја гледам, како организација на вредности на демократски држави. И вие да влезете на криминален начин во НАТО, тоа за мене е срамно. Меќе ми го брише цел труд што сум го работел сите години, и како пионер во тој процес, како атлантист и сите тие работи. Ја како атлантист ја верувам во демократски вредности. Не верувам во вредности каде што ќе извадите некој од затвор за да дојде да гласа или ќе го амнестирате криминалецот. Да, апсолутно е така. Сме зборували ние како медиуми, новинари, јавност за тој процес, за сите критики. Ако прибе на таков потек повторно, мислам тоа ќе биде. Но има тука една друга димензија на тоа прашање. Има политички димензија, има повеќе. Не, друга има. За ова што го спомнавте. Силни критики има за тоа како е направен Преспанскиот договор и со амнестијата, и со Крстомуковски компанија, нели, за тие што гласа, ние како јавно се разбира дека тоа цело време го критикуваме, но од друга страна алијансата за која вие зборувате го поздрави тоа. Не го поздрави, него го прифати резултатот. Го прифати и го поздрави, ние утре ако сакаме да смениме свили, ако сакаме да се поништиме како држава, ни се тоа ќе прифатат, бидејќи е тоа наша желба. На крај за нив тоа е демократија. Колку гласат во парламент, така? Да, ако го правите тоа со притисок, тоа за вас кажа. Не, тоа кажа за вас. Они не можат вашите срам да го перат. Вие тоа, они ќе се го прифатат тоа. И тоа вашите срам не може да го перат. Тоа е проблемот. Ние газиме секаков морален вредносен систем во оваа држава. Добро, тука допираме еден поширок систем на вредности кој е поврзан и со меѓународната заедница. Ако немате систем на вредности, вие не сте држава. Ние сега скоро ги поништиме сите вредности во оваа држава. И ние може да се занесуваме дека ќе стигнеме во Европа. Ја мислам дека на овој начин никогаш няма да стигнеме во Европа. Со ова ниво на газење, на неморал, на неискреност на владата, таа влада е од народот. Не може да го лаже својот народ на секој чекор. Да е неискрена со него, да крие цело време, па после да го убедува. Па самите симпатизери и членство на Социјалдемократскиот сојуз се против ова мнозинството, нормално, тој што е влезен во некакви процеси, да, меѓутоа мнозинството членови се против ова што се случува во државата и на начинот на кој што работи владата, искрено ви кажам. Добро, во однос на тоа интересна е и
дебатата или расправиите или некој ќе кажа дури и војната која се случува сега во ВМРО ДПМН помеѓу актуелниот и бившиот лидер Мицкоски и Груевски, се разбира дека тука се повторно гравитира околу уставните измени, се обвинуваат Груевски и Мицкоски еден со друг кои работи со власта за да поминат уставните измени. Во основа тоа е борбата, а интересна е изјавата на премиерот Ковачевски пред некој ден кога го прашаа за тоа. Тој не сакаше многу да коментира, но кажа една многу симптоматична реченица, вели борбата е за тоа во кој правец ќе оди државата. И сега Ковачевски не објасни во кој правец би требало да оди државата според Груевски и според Мицкоски, но сепак е симптоматична реченицата. Не, нека да објасни за да видиме што мисли, веќе стварно нелогично, дали да оди ВМРО сега како што оди или да оди како што иде Никола Груевски. Нека каже премиерот што точно мисли, не да пушта само во јавноста патки и после сега ние да дебатираме што мислел. Нека каже човекот што мислел. Ја мислам дека не мислел ништо, например. Дека нема никаква улога. Прво, самиот конфликт е подлог меѓу нив, како што меѓу секој поранешен и претходен, како што има некаков доза на, како да кажам, неискреност меѓу самиот Ковачевски и Заев, без разлика дека Заев го намести него, односно го анимозитет секогаш има помеѓу сите. Така да мислам дека илузорно е битката на секој поранешен да прави влијание. И ако знаете, ја знаете што мислам дека е клучното. Тоа што они го решаваат на ваков брутален начин, тоа е стварно нивна приватна работа и може и произлегува од некоја историска димензија. ВМРО секој така ги решавал, нели, од панорама, да не кажеме од пред еден век како ги решава работите меѓу себе. Меѓутоа, мислам дека ова раководство на, како што реков, кое што се спрема за избори на ВМРО и на секоја друга политичка партија, е свесно дека една од главните хипотеки во јавноста и меѓународно беше дека ги осудува дека се контролирани од Будимпешта. Мислам дека тоа е суштината. И они го прават тој рест токму сега, на 6 месеци пред избори, што е политички логично. За да се ослободат од тој товар. За да се ослободат од таа хипотека, од тој товар. И мислам дека тоа сосема логично во тој дел. Зошто вака го прават на овој начин, тоа е више друга работа. Али дека од тие неколку слабости што ги има ВМРО, кој што се спрема да преземе власт, и се надевам, конечно ќе осврти концептот да гради демократски капацитет на влада, тоа му е една од главната хипотеки, тоа сите го знаеме, така? И на еден начин, на овој начин се го средува тој рез го прават на токму во овој момент. Да, но со ослободувањето немотивирано дури мислам дека и од ова. Повеќе мислам дека се мотивирани за изборите, во подготовка на изборите, отколку во поглед на уставните измени. Кај ни во уставните измени се завршена работа. Сега, зборам, до изборите. Да, но со ослободувањето на товарот од Будимпешта, како што велите, се така бе обвинувани. Добро, да, сега дебатираме за таа теза, дека еве нека биде така, се ослободуваат и со дел од приврзаниците на Груевски, а кои гледаме дека се прилично многу. Тоа го покажуваат и анкетите, впрочем последните анкети каде што се мери популарноста на политичарите, каде господинот Груевски се уште добро, прилично добро котира. И се гледа дека неговата поддршка во ВМРО ДПМН е се уште доста силна. Значи, ваков директен конфликт со Груевски е можеби добра стратегија за како што велите, за да се ослободат од тој товар и да тргнат во една нова приказна, но од друга страна имаат голем проблем со своите своите редови, со оние кои па му веруваат на Груевски во приказна. Ама не, видете, вие можете да верувате на Груевски да гласате за ВМРО. За нив тоа е битно. Зборам чисто политичка прагматизам. Да, се разбира тој ВМРО-вец што е за Груевски, за кого ќе гласа на крај? За СДС? Нема шанса. За ДУИ, за кој? Ќе гласа за ВМРО на крај. Значи таа анализа да се ослободат, ве реков, од тие неколку слабости што ги има вака како правиме некоја генерална анализа дали на ВМРО, ги обвинуваат дека е уште врзан со таа структура, со Груевски ги обвинуваат нели за проблем на прозападниот став нивни, нели постојано е тоа се врти околу ВМРО и секој што се вртело и ги обвинуваат нели за нивниот коалиционен капацитет со албанскиот фактор посебно, така? Тие им се главните генерално вака слабости. Иначе натрешно се организација, се машинерија. Така? Така да и они сега се враќаат во кондиција, вратени се многу кондиција, како што гледаме, и нормално очекуваат да победат на избори. И сега сакаат тие слабости да ги анулираат пред да почне самата кампања. Интересно е кога зборуваме за Груевски и неговото сега повторно појавување во јавноста,
вчера имаше едно... Он одамна пишува, но Пишува, со години но пишува. он пишува, да, но вчера имаше дури едно интервју, видео интервју, како што тој самиот кажа, после 2019 година втор пат се појавува во јавноста. Да. Вели не сакал да излегува, не сакал да никогаш да ја критикува ВМРО ДПМН, сега бил нападнат од Мицкоски, па затоа тој Да. враќа. Сега парафразирам во кратко, нели, дека не сакал до сега тоа да го прави токму за да не му наштети Да, на да, ВМРО, да. дека ја На критикувал ВМРО, да. власта константно, но дека сега мора, дека е предизвикан и така натаму. Но интересно е што ова појавување на Груевски, кој е навистина е веројатно Каде беше предизвикано сезиран, пошто него прати? на порталите, на На кој портал? Не, на- викате директно видео вклучувано? Директно видео, да, Каде, имаше на која телевизија? на Инфомакс беше директно. на да. Инфомакс, тоа е портал, уствари. Портал, да, на портал, да. Океј, не е Директно телевизија. беше вклучување. И интересно е што ова појавување на Груевски кој навистина е предизвикано од Мицковски, бидејќи сега доколку одиме доколку ги следиме следот на станите, Да. прв го обвини Мицковски во на интервју за Дојче Веле, па да, потоа реков, почна лавината. Тука почна почна процесот, лавината, резот, да. Но имаме интересно и едно спомнување на Груевски од страна на господинот Али Ахмети во интервју за 360 степени, каде што се гледа дека господинот Ахмети на некој начин го брани Груевски. Значи, вели, и Да. покрај обидите на новинарот да му укаже на сите оние негативности кои Да, биле тоа за го гледав, владењето на Груевски, господинот Ахмети сепак сето тоа го релативизира. Значи, интересна политичка конгломерација, ми се чини сега се случува некој. Меѓутоа има објаснување за тоа. Бидејќи ја и тогаш бев близок со Ахмети, знам тој процес на превртување на Ахмети како идеше тешко за него лично. Значи, или после тој Да се мајски откаже од договор, Груевски? да се откаже од принципот што го дал зборот, бесата што ја дал, дека ќе идат со победникот, што се направи од мајскиот договор 2007 година. Тогаш се договорија, нели, ако се сеќавате, они бойкотираат дуи парламентот, владата кај што учествував и јас всушност. Во таа влада тие 2 години, кај што беше ВМРО, НСДП и ДПА. И тогаш они бойкотира, имавме ние проблем сериозен, нели? За да ги вклучиме, не може да имате проблем во парламентот и во така наречениот политички диалог и направивме напори да ги вклучиме дуи да ги вратиме во системот, во институциите на системот и успеавме. Се успеа конкретно со тој така наречен мајски договор од 2007. Тогаш они меѓу себе се договорија дали во иднина секојаш победникот со победникот ќе прави влада, дека 2006 кога се направи владата кај што учествувавме првата влада на Груевски, тогаш беше со ДПА, која што имаше сепак помал број на пратеници. Меѓутоа, они идеолошки нели поблиски беа со и тогаш се договорија. И сега доаѓа 2016 пак победуваат едни и други, сепак се да ве потсетам, нели сепак ВМРО победи тогаш за 2 пратеника. Беше многу близко после шарената револуција на друго. И тука беше проблемот на личен проблем, ја верувам, на Али Ахмети, дека го прекрши зборот. Битоа го прекрши зборот за да се спаси политички, нели, на крај. Тоа е прагматизмот политички. И затоа верувам дека он е благ во поглед на Груевски, биејќи си има некоја, што се вика, мува на капали, така како Мислите да кажем. дека тоа е сега неговиот мотив што го Па брани? не гледам друг да е. Па другиот е онаа теза дека власта, тоа што го обвинува и ВМРО ДПМН, дека власта го враќа Груевски на некој Па начин нека за да го помогне во уставните измени. Па еве, нека Тоа е го враќа. другата теза, да речем. Добро, таа теза може на некој му одговара, може да има нешто тоа. Мислам, не можам тоа да го коментирам, не сум. Ќе го видиме, времето ќе покаже се. Дали е стварно тезата, Груевски нели негира цело време. Да видиме. Има различни муабети во такви работи, навистина не би сакал да влегувам. Ја можам да кажам од моето искуство и моето политичко познавање и како ги препознавам работите. И мислам дека тоа му е главен проблем на Али Ахмети. И меѓу другото, иначе сега да не зборуваме за самата ДУИ, кој што се трансформира. ДУИ нели беше вториот столб на таа диктатура 2016, која што продолжи сега и денеска доминира во оваа влада. Да. Добро, друга работа која е поврзана со ова се измените на кривичниот законник, ги спомнавме веќе, исто така според власта, они велат тие се прават за да се изедначи македонското законодавство со европското, бидејќи било анахроно, бидејќи имало членови кои биле уште од поранешна Југославија, дека ова се прави по узор на германското законодавство, дека на некој начин се европеизираме. Од друга страна, обвинувањата на опозицијата се дека
ова се прави за власта да се спаси од едни криминали, но сега и опозицијата го менува ставот, па вела дека овие се прават за да се спаси Груевски и компанија, за да поминат уставните измени, бидејќи тоа помина некако не толку забележливо, бидејќи и опозицијата го смени ставот за кривичниот закон. Прво кажаа дека тоа е да се спаси власта, а сега е да поминат уставните измени. Како вие гледате на процесот? Гледам како и на сите работи во однос на оваа влада, во која што се повеќе јасно видите уште еден доказ дека станува збор за неспособна и неискрена влада со својот народ. Такви измени на закон, некоја комисија претходно нели кажа спремале 3 години. И они ги носат преку ноќ, повторно криејќи, договарајќи позади грбот на јавноста и ги носат преку ноќ ги гласаат во парламент. Сите меѓународни институции, како што слушнав сега, се воздржани во поглед на тој начин на и груба злоупотреба на нели на тоа така наречено европско знамеце што они го користат кога сакаат да го користат. И сега 1000 филмови, 1000 Потемкинови села, како и за секоја друга приказка ни продаваат. 1000 варијанти ќе слушнеме, само ние се занимаваме со тие работи. Они во суштина се на власт, ништо не работат, само зборуваат за уставните промени и мислат дека на тој начин некаков резултат ќе направат и они се уште се надеваат и покрај тоа што знаат дека ќе губат на овие избори, се надеваат дека некое чудо ќе ги спаси. Нешто ќе се случи, дали ВМРО ќе прифати, дали ќе ги поделат. Они стигнат само на такви некакви интриги. Нема нормален однос политички далеку од европски односи, мислам да не за власт која што само збори за Европа, а ствари све прави спротивно на било какви европски начела. Добро, но многу е симптоматично што процесот на вистина дојде од нигде никаде, одеднаш се изгласа на брзина во парламентот. Не може така. Преку ноќ. Не може така. Некоја комисија работела 3 години. Имате, и ако сакате, има некој процес. Не знаеме што се случувало у самиот Министерство за правда. Веќе не ви доаѓа министер, не го брани заменик, кој што ни она не сака да го брани. Мислам, како да ви кажам, премногу симптоматично е и премногу е на еден начин труло целиот процес што се избутка и на крај вие тоа го носите на 3 дена од кога се случи овој голем скандал на онкологија. Вие не знам дали нормален човек може да направи такво нешто, да прифати каква е таа влада, што после таков скандал на онкологија носи нешто кое што става масло на самиот оген. Значи, овие што краделе, крадците, и во онкологија, и во здравство, и во цела држава, сега ќе ги ослободуваме. Уште не стишан самиот скандал. А викам, ова може само влада која што нема никаков осет со својот народ. А уште помати за национални интереси. Добро, но мотивите, каде ги гледате? Ги гледате ли дека се врзани со уставните измени, мотивите на измените на кривичниот законник или не? Не, врзани се во однос на тоа што ќе се случува после изборите. Дека некој, кој што сите овие скандали не можат така да поминат. И мислам дека некој сака самиот да си се заштити. Мислите дека повеќе тоа... За мене така го гледам. Иначе, ја мислам дека новата власт треба повторно да го коригира тој казнен законник, да се вратат работите. Не може вие, како што кажува некои примери од вашите колеги новинари, за 20 килограми домати, да биде истата казна како за овој криминалец што нарушил службена дејност, украл не знам колку милиони, како може иста казна за тоа и за тоа. Мислам, тоа апсурди се, како да ви кажам, тотални апсурди. Не знам каква европска држава ние тука зборуваме, треба да зборуваме. Они ги поништија сите вредности на Европа, ние не тераа со сила да прифатиме уставни измени за да сме дошли до Европа. Нема доаѓање на Европа на оваков начин. Мора се седне да се сработи. Во Белгија, кај што исто така добар дел од сега животот сум, бидејќи сум на релација Македонија-Белгија, милиметар од вакво нешто ќе паднеше владата комплетно. Прилично незабележливо помина информацијата дека во однос на измените на кривичниот законник, бидејќи ударни се процесите на поранешното СЈО, на Груевски и така натаму кои се во жижата на јавноста, но прилично незабележливо помина дека на пример вака отпаѓаат и речисите дела на Рамиз Мерко, на Спрушкиот градоначалник. Затоа велам, они се заштитат сами себе, власта. И самиот Рамиз Мерко скоро беше ставен на црната листа на американската администрација. Да, без никаква реакција. Гледаме дека тие црни листи доаѓаат, се апдетираат. Меѓународната заедница константно зборува за корупцијата,
амбасадорите и тоа прилично директно зборуваат за Директно, да. корупцијата, Па не, за видете. судството, за судскиот совет, за сите случувања, но тука нема реакција. Многу е чудно што нема никаква реакција. Ви кажам, они се тотално неспособни и очигледно влезени навистина во добар од тие скандалите. Они не можат ни мерко да го притиснат да се повлече. Може да мислите после ситите да ве стави Америка на црна листа, нели вашиот пријател, стратешки партнер, наш мислам на цела држава. Они никаква реакција нема за мерка. Ако сакаш нешто да направиш, а како ќе му каже некој, кога овој ќе му каже чекај јас ако треба да кажам, знаеш што ќе кажам јас за тебе. Зашто мерко останува? И затоа велам, они не може да се бора со борбата против корупцијата бидејќи вградени со во самата корупција. Во сите пори на општеството. И навистина мора да се смени нешто за да заврши оваа агонија во државата. И се надевам дека нешто конечно ќе се смени на добро, бидејќи сите се надеваме за добро. И затоа во тој поглед, поради оваква состојба во државата, како што беше вашето прво прашање, зашто се вклучувам на некој начин политички. Ако можам да помогнам нешто, да направиме конечно нешто како што треба во оваа држава. Мислам, имало и добри работи, апсолутно, меѓутоа на ова дереџа на која што сме спаднати, кај што ни бегаат младите секој ден, ни оди цел интелектуален капацитет. Ако сакаме нешто, мислам дека немаме ни уште многу време. Значи, самата наредна влада мора да има, сега, не мора ништо, нели, како што видовме, и ова требаше да се врати животот. Па видовме која катастрофа се случува моментално. Би требало да се избере конечно влада со демократски капацитет, што ќе има осет за работи и влада која што знае да работи. Тоа е големата разлика. Добро, премногу предизвици има самата држава, ние мора да ги поставиме работите како што треба од почетокот. Дали планирате некаков поконкретен политички ангажман, можеме? Да се извинам. Поконкретен политички ангажман планирам ако најдам истомисленици за оваа моја визија. Мојата визија е чиста. Јас секогаш сум 20-30 години сум во политиката, затоа ги пишувам тие текстови, за да ги видат моите стави, да ги посетам, мада мене добар дел од политичкиот свет ме знае добро, знае дека сум директен и искрен со сите. На некој ако му смета, тоа е негов проблем, не е мој. А сега после 30 години во искуство во политика и во Македонија или над 50 години со возраст, апсолутно немам намера на некого да нешто да молам. Значи јас ќе ги кажам моите ставови, ако најдам истомисленици да изградиме оваа Македонија баш како европска држава, како мултикултурно општество, или како развиено општество во сите погледи, тогаш може да се вклучам, а да влезам во партиски комбинатори, ќе мислам дека реално тоа време за мене заврши. Добро, пред крај да се вратиме само на уште едно-две прашања кои се поврзани пред се, еве ова повторно со корупцијата. Како што кажав, гледаме тие критики од страна на меѓународната заедница се константни, прилично силни, прилично директни во последно време. Ништо не се менува, тоа веќе го констатиравме, но не гледаме исто така некој ниту посериозен притисок од меѓународната заедница во тој поглед. Некако се чини дека и нивните мерки се прилично декларативни повеќе отколку суштински. И сега се поставува прашањето дали сега знаете, затоа реков, сега ние сме пред избори, еве сега слушам пред некој ден Европска унија пак ќе давала некој пакет од 10 милиони за државна администрација, мислам. Ако за судство американците, како што кажа амбасадорката, призна дека дале пола милиарда, јас сум убеден дека од европските фондови во овие 30 години за државна администрација, за реформа на државна администрација, што не помрднала ни милиметар, напротив отишла во негатива огромна, дале Европска унија дала милиарда и сега пак ќе дава. И тоа можда ќе дава сега дека дошло таква на листа, треба да го потрошат нивниот европски буџет и ради самата мир во куќа, сега до пред изборите. Се надеваат со уставните измени и со оваа влада. Меѓутоа, како што каже американската амбасадорка, ние ќе правиме апели, ќе ставаме на црни листи, ќе ги помагаме. Меѓутоа работата е ваша. Они не можат за нас да завршат работа, не можат за нас да го земат некои криминалици да го несат во затвор. Тоа они нас не гледаат колку ни да кажам народно, колкав ни е паметот, дали нешто ние стварно ќе направиме. Тоа што оваа влада не реагира на ништо, дури се посмева. Ја мислам дека ова е тешка бламажа за владата, за кривичниот законник како го истера во однос на сите апели на меѓународната заедница за борба против корупцијата. Мислам, тоа е директно брукање, мислам дека на нив више се им е јасно и полека ќе почнат и они да ги чекат изборите за да видат
наредната влада да се фатат со нив за работа. Веќе е све констатирано во однос на вас. Добро, но оваа влада се чини дека она јава на моментот повеќе на регионалната, на геополитиката, го користи тој момент каде што се чини дека ја има предноста во поглед, еве, ја внесе земјата во НАТО, покрај се што зборувавме, преспански како е донесен и така натаму. Сега владата ги бутка уставните измени за да почнат преговорите со Европската унија и се чини дека ги користи тие карти, тие адути и така на некој начин лета под радарот на меѓународната заедница. Тоа е добра констатација. Ја така мислам. Они мислам дека последните зраци на енергија ги користат на тој начин. Тоа нешто што го одработила, тоа го одработи Заев сепак, нели? Не го одработила баш оваа влада. Меѓутоа, еве да кажеме дека истата влада, тоа ги користат тие позитивни карти тогаш, за сега да како што рекавте, да летаат уште овие 6 месеци колку да ќе бидат, дали ќе има редовни или вонредни, ќе видиме. Меѓутоа, мислам дека ги користат тоа токму тоа на еден начин злоупотреба на нивната добра волја на меѓународниот фактор. Меѓутоа, мислам дека веќе на меѓународниот фактор му е јасно со кого се има работа и сега не можете вие радикално да смените политиката ако до вчера сте се граделе добри односи. Ќе ви остават да летате, додека може да летате, кога ќе потрошите гориво. Ќе ви се случи тоа што ќе ви се случи. Или ако не поминат уставните измени, горивото брзо ќе се потроши. Да, апсолутно. Не, ќе се потроши, они више се потрошени. Они мислат дека затоа реков ќе се случи некое чудо. Дали ќе поминат уставните измени, па да ги спаси на некој начин. Треба, затоа реков, треба ВМРО да не се при здрава памет, сега во овој момент да ви прват и да сакаат дори, велам. Во политички апсолутно не им одговара. А после изборите тоа е друга приказка. Да, тоа кај нас треба да се ресетира генерално на дворешната политика. Но ова што го зборувате сега цело време да се сменат работите, да се сменат, но еве, и ако дојде ВМРО ДПМН според она, таму има многу луѓе кои се од времето на Груевски се уште. Да, апсолутно. И тоа и во раководството и секаде. Затоа ви реков, тоа има проблем. Што па може да се очекува таму да се смени нешто? Да видиме, не знаеме. Ама знаеме дека ова не работи, не чини, нели? Као што знаевме дека 2016 требаше да се смени, нели? Сега знаеме дека и ова сега треба да се смени. Доста видовме, не можат ништо. Они не се ни способни ништо да направат. Тоа е проблемот. Претходните бар ништо работеа. Али сега таму има многу луѓе, и тоа затоа ви реков, овој конфликт е, мислам, претежно во таа насока иницииран за да се тргнат од таа хипотека. А после ќе видиме што ќе понудат. Ќе видиме. На крај не може сами да прават влада во никој случај, така да има тука други елементи. Сепак сме ние такво општество, мултикултурно општество, држава која што е поделена на различни политички табори, не може една партија да прави сама, мора да прави коалиција. Да. Добро, господин Еленовски, ви благодарам за ова интервју и благодарам и на вас. Како што и вие самиот кажавте, се надевам дека сега ќе ве гледаме почесто во јавност. Па, да се надеваме, да. Благодарам. Ова беше интервју со Лазар Еленовски, поранешен амбасадор на Македонија во Европската унија.